Денеска вице-премиерот Ангјушев во писмена реакција повторно вели во конкретниот случај за намалување на царинските стапки за литиум-ионски батерии за акумулатори, уште еднаш потврдувам дека во предметот имам доставено изјава со која се изземам од постапување и одлучување. Ако е така, тогаш вие денеска не требало да покренете иницијатива. Не е точно. Што не е точно? Значи, вака се. Целиот овој предмет малце има поголема историја. Значи, затоа и ние го поделивме во две фази. На почеток, во 2017 година, некаде септември месец, фирмата Брако поднесува барање до Стопанска комора, за Стопанска комора да поднесе барање до Министерството за економија, тоа да иницира донесување на одлука од страна на владата на Република Северна Македонија за намалување на царината. Сега, Стопанската комора тоа го проследува до Министерството за економија и тоа си оди кругот како што треба. Во тој случај, вице-премиерот си поднесува изјава во која што има наведено дека ја доставил до Министерството за економија и до владата. Таа изјава нема приемен штембил од страна на Министерството за економија, ниту од страна на владата, меѓутоа како и да е, се однесува за тој предмет бидејќи е напишано архивско бројче на тој предмет. Конкретно на тој поднесен од фирмата Брако до Стопанска комора. Значи, тука приказната заврши. Предлог одлуката од Министерството за економија оди понатаму на седница на влада. Меѓутоа, владата ја одложува оваа точка, значи не ја донесува одлуката и тука приказната завршува. Некаде околу 26 септември 2017 година на таа седница на влада приказната завршува. Меѓу другото, затоа што Министерството за финансии дава негативно мислење? Не, ништо. Значи, ништо. Тука не се зима тоа во предвид, значи завршува постапката. Понатаму. Доаѓа писмо од полската амбасада до Министерството за надворешни работи, во кое се наведува дека по средбата на полската фирма Полмод со вице-премиерот Кочо Ангјушев ви доставуваме наше барање да овозможите увоз на овој вид производи без царина и така натаму, со образложение дека тие како фирма имаат намери во Македонија да отварат фабрика за прање електрични автобуси и така натаму си дават своје образложение. Тоа писмо, значи, укажува први на средба на вице-премиерот со таа фирма кон крајот на месец септември 2017 година. Што значи дека тој бил свесен за што се работи, значи неговото образложение беше дека тој мора да ги прими сите странски инвеститори, што држи, нормално дека треба да ги прими сите. Меѓутоа, од разговорот со овој странски инвеститор, тој имал сознание дека понатамошното действие ќе има реперкусија, односно влијание врз неговиот личен интерес, бидејќи се работи за интерес кој што ќе го створи фирмата Брако, каде што тој се јавува посредно како собственик. Фероинвест, нели собственикот тој е во Фероинвест и така натаму. Ова писмо од МНР се проследува до Министерството за економија. Министерството за економија подготвува предлог одлука и ја доставува до сите надлежни институции да побара мислење од нив. Меѓу тие надлежни институции е Министерството за финансии, кое што се искажува негативно, а исто така и кабинетот на вице-премиерот треба да се изјасни и кажува дека од аспект на економски политики оваа одлука е окей. Ова мислење е подпишано од самиот вице-премиер Кочо Ангјушев, што исто така е спорно. Меѓутоа, ајде и тоа да го земеме во предвид дека други го изработиле мислењето, а тој само го парафирал, макар што може ли тука да се иземе. Бидејќи нашиот закон е многу дециден. Кажува дека службеното лице е должно да го пријави постоењето на приватниот интерес, ај сега да ја земеме во предвид и да важи претходната пријава, која се однесуваше на истава проблематика, меѓутоа на друг предмет. Така. Вика е должно да го пријави постоењето на приватниот интерес и да се иземе пред расправата, пред одлучувањето и така натаму. Сега, понатаму, доаѓа предлог одлуката на Министерството за економија доаѓа на седница на влада. И ние побаравме записник од седницата на владата, ги побаравме стенограмите. Во записникот стои дека вице-премиерот присуствувал на седницата. Меѓутоа, исто така во стенограмите гледаме дека тој учествувал во расправата и укажувал на кој начин треба Министерството за економија да ја поправи одлуката за да биде во согласност со барањата кои што ги дава Министерството за финансии. Значи, ова е крунскиот доказ од кој што заклучувате дека Ангјушев учествувал во расправата. Не се изземал. Не се изземал, учествувал во расправата. Туку помагал да се додефинира пред одлуката за да биде соодветно на потребите и барањата. Така. Тоа е конкретната состојба на судир на интереси, која што е многу јасно дефинирана во нашиот закон.